Добро вечер. Со децении трговската политика воопшто и не беше тема. Потполно слободна, царините паѓа, размената се зголемуваше и светот живееше една слобода, чиишто правила во добар временски период ги предводеа токму Соединетите Американски држави. Дојде 2 април 25-та, кој што Трамп го нарече како ден на ослободувањето на Америка, коментирајќи дека тоа што ќе го соопшти на јавност е всушност новата декларација на независност или поточно економската независност на Америка. Беа тоа необични пасажи во кои не е сосема јасно дали зборува Брајан како гостин на конференцијата или лично Трамп, но отприлика слично навестување. Тоа е начинот на кој што веројатно размислува просечниот американец. Шокот од другата страна најчесто е опишуван како ефект на балистички напад на светскиот трговски поредок. Се разбира, тој шок од вчерашната одлука на Доналд Трамп очекувано ги предизвика првите ефекти кои се почеток на запрепастеност, чувство дека светот повеќе нема да биде ист, дека отпочнува новата трговска војна и дека ништо од меѓународната архитектура и позицијата на Светската трговска организација како институција низ која и треба да се решаваат дел од царинските спорови ќе останат сосема заборавени. Дали од се што вчера одгледавме, всушност Доналд Трамп го црта новиот модел на преговарање во кое, како што вели, ке се јавуваат кралици, кралеви, амбасадори за да бидат симнати од листата. Тоа е таа чудна обсесија со кога би сакал да зборува, но начинот на кој што партнерите до вчерашни на Соединетите Американски држави воздржано за почеток велат, имаме и ние во фиоките прилично за одговор, но за почеток ќе му дадеме шанса на преговарањето. Во таа формулација скоро никој не ја споменува Светската трговска организација, освен можеби кинезите. Значи ли тоа дека сите се свесни дека помалку ќе имаат епизода во Вашингтон, која нема да биде снимена како онаа со Зеленски, можеби нема да биде во овалниот кабинет, но тоа ќе бидат преговори кои дефинитивно ќе ја отворат така наречената темна страна на слободната трговија за која Трамп се обидува да зборува. Формулациите од тоа бевме ограбувани, бевме силувани, бевме неоправдано девастирани и сега решавам да ставам точка на тој процес, веројатно не може да се изразат само преку царините кои што за сите се 10%, но за лошите партнери, како што ги опиша Доналд Трамп, тие варираат и се во една група која што е наречена реципрочни царини. Македонското изненадување како земја која се чувствува дека одеднаш се нашла во периметарот на Доналд Трамп во Вашингтон е токму бројката 33% царини за македонскиот извоз во Соединетите Американски држави. Бројките нашиот извоз се скромни, но можеби кога се обидуваме да видиме како е стигнато до таа бројка и од каде Македонија има 65% царина за производите од Соединетите Американски држави, всушност заклучуваме или подиректно веќе кон крајот на денот стигаме дека изборот за таа голема листа која представи Доналд Трамп всушност се однесува за трговската размена во месец јануари 25-та година. Ретко кој економист се одлучува да мери трендови и да креира политики кои само се реферираат буквално на еден месец, најмалку квартал. Нешто пристојно може би една година. Ако сакате некакви трендови, ќе земете малку подолг период. Оваа лесна методологија и земањето на еден месец го носи до тие чудни бројки во кои вели зборот љубезен реципроцитет значи половина од вашето. Проблемот на Македонија не се директните царини за извозот во Соединетите Американски држави. Тој што не може да се пресмета во овој момент е поврзан со индиректните последици, односно оние што ќе ги трпи македонската економија поради своите врски, лоша структура, 50% од македонскиот извоз се е за
автомобилската индустрија, таа веќе од денеска е тангирана со 25% и од тука ќе отпочне целата приказна и за македонскиот бруто домашен производ и за шансите на странските инвеститори и менување на целосната мапа и размислување што да се прави, кој пат да се фати. Доналд Трамп вели нема други патишта. Повелете во Америка, отворете фабрики, нула царини и тоа е единствениот излез кој што ќе ја закрпи и американската каса, но и ќе ги доведе во фер релација сите, како што вели, претходни години на долго ограбување на Соединетите американски држави. Што значат предизвиците? Со мене вечерва во студиото Катерина Тошевска-Трпчевска, професор на економскиот факултет на Скопскиот универзитет. Добро вечер. Добро вечер. И Виктор Мизо, Совет за странски инвестиции, подпредседател на Стопанската комора и човек кој доаѓа директно од овие партнерите на автомобилската индустрија. Ќе бидете прилично од корист вечерва за нашата расправа за тој невидлив пат кој што може да биде многу посериозниот удар за македонската економија. Како човек кој меѓу другото има американски пасош и претпоставам си на пресувањето вчера помалку треба да се чувствува и како американец кој треба да го разбира председателот. Што е за вас изненадувањето? Нема големо изненадување. Ова беше нешто што беше кажано во предизборната програма на Трамп, но истовремено она што беше повеќе изненадување е начинот на кој се това беше објаснето. Размислувањето, според она јас, што го разбирам ова, на американска администрација и посебно на Трамп и луѓето околу него, е што сака да се постигне како главна цел од ова. Првата работа е, тој вели, има голем трговски дефицит на Соединетите американски држави. Тие имат годишен извоз околу 2 трилиони долари, а увоз од 3,3 трилиони долари. Значи 1,3 трилиони долари Америка има дефицит. Од друга страна, тој вели со воспоставување на пофер односи, има различни коментари, не само за овие царински стапки кои беа вчера кажани, но на различни услови на извоз на американски производи во странство и увоз на странски производи во Америка, тој вели дека нема балансираност. И заради тоа се воспоставуваат царини кои ќе креираат приходи од страна на Министерството на финансии. Дури вчера имаше некои коментари, веќе нема да имаме нашето УЈП, во Америка е IRS, Internal Revenue Service, тој вика сега имаме External Revenue Service. Но според мене нема никаков начин да се компензира оданочувањето внатре во Америка, без разлика да е корпоративното или персоналното оданочување, за да се компензира сето тоа оданочување, за да нема никакви даноци врз основа на царинењето. Едноставно бројките се неможни тоа да се балансира. Потоа следна работа е дали со ова ќе се воспостави можност за или потреба за реинвестирање во Америка, за сите овие компании да донесат производствени погони во Америка, за потоа да немаат царини, да ги пласираат своите производи на американските граѓани. Но морам да кажам дека и за времето на Бајден, со така наречениот IRA Act или Inflation Reduction Act, се дава многу големи субвенции, без разлика дали тоа беа производители на чипови, на батерии, на енергетско интензивни компании, кои добива огромни субвенции. Мислам дека вкупната вредност беше над 250 милиарди долари која беше алоцирана за такви глобални компании да дојдат во Америка. И последното е потенцијално репреговарање на сите трговски односи кои ги има Америка со остатокот од светот и што точно после тоа ќе се случи за да се направи некој баланс. Според мене, ова фиксна царинска стапка од 10% може би таа ќе остане во релативно долг, не сакам да речам за секогаш, нормално Трамп има уште
ово е последниот негов мандат, ако одиме по правилата на американскиот устав, и тој има околу 3 години и 9 месеци додека да вам заврши мандатот, значи до јануари 29-та година. Но од друга страна, важно е што ќе се случи ако се ребалансира и преговараат договорите помеѓу Америка и остатокот од светот, и дали на тој начин потоа секоја држава ќе може врз основа на своите потреби да најде некој баланс за да се креира некаков еквилибриум. И ова нема да трае 2-3 недели, мислам дека ова ќе трае подолго. Господјо Трпчевска, тоа што беше некаква гаранција на која што денеска, да речеме, на различен начин посетуваат канцеларот во заминување Олаф Шолц и особено кинеската страна. Шолц реферирајќи се дека овој трговски систем е воспоставен пред се со лидерство на Америка и со многу напори да стигнеме до целта за слободна трговија и да ги уживаме резултатите, затоа што ако направиме само споредбата, растот на светскиот бруто производ наспроти димензијата или растот на трговијата, повеќе од јасно е колку е незината сила и потребата за поврзаност и јасните правила на кои предупредува Кина дека ова е потполно едностран потек кој ги поразува сите институционални напори на Светската трговска организација која требаше да донесе некаква рамнотежа во договорите. За Кина не беше лесен тој пат и сега на некој начин некој од другата страна ви вели ние само бевме губитници, а кинезите велат невозможно е да не се признае дека во целиот овој период во меѓународната трговија Америка има сериозни профити. Дали за вас е клучно од овие пораки дека едноставно никој не ја споменува Светската трговска организација, незиниот механизам за решавање на спорови всушност е блокиран од Америка и дека сега всушност Доналд Трамп ги навлекува по потполно нов модел. Ке дојдете во Вашингтон, ке видиме, ке преговараме. Една таква епизода во првиот мандат Жан-Клод Јункер успеа да ја реши во корист на Европската унија. Што значи сега отфрлањето на механизмите на Светската трговска организација или погазувањето на основните членови во кои вие унилатерално не можете да донесете вакви одлуки какви што донесе Доналд Трамп? Да, па добро, не е ново и со претходниот мандат однесувањето на администрацијата на председателот Доналд Трамп донесува унилатерално такво едно однесување и одлуки кои што се спротивни на Светската трговска организација, затоа што трговската политика на земјите треба да се води според правилата кои што се поставени и кои што, како што кажавте, последниве веќе 80 години основачите се и Велика Британија и тогаш на многу јакиот преговарач Соединетите американски држави, таму се правени главните договори и договорот на кој што почива Светската трговска организација и Општата спогодба за царини и трговија е направена по теркот на тоа како ја одговара на Америка и сите други останати договори. Едната клучниот е 47-ма, ГАТ, другиот е 94-та, тој е репреговаран, има ГАТ нов 94-та и плюс се вклучени услугите, договор за размената со услугите, тоа е ГАТС и уште еден договор за трговските аспекти во заштита на правата на интелектуална собственост. Исто на барање на Соединетите американски држави, мислам. Пазете, овој систем функционира да овозможи либерализација во трговијата со услуги, која што е на барање на развиените земји, затоа што најголеми извозници на услуги се токму Соединетите американски држави и Европската унија, и исто заштитата на правата на интелектуална собственост, тоа е во нивна корист. Значи, голем дел од овие 166 земји што се членки на Светската трговска организација не можат да ги спроведат тие одредби ден денес, после 30 години им е тешко воспоставувањето на такви законодавства за да ги штитат правата на интелектуална собственост, но сето тоа се приморани да го прават затоа што се членки на оваа организација. И сега одеднаш имате однесување кое што е спротивно на тие правила. Значи ова е унилатерализам, тоа е неприфатливо, да речам, согласно правилата на Светската трговска организација, бидејќи таа зборува за мултилатерализам, значи комплетно спротивно нешто. Исто, еве можеби е интересно да кажеме дека паралелно постојат и регионалните трговски договори кои што се дозволен исклучок, односно прекршувач на правилата на Светската трговска организација, но дозволено. И земјите на таков начин се обидуваат да решат тие договори за слободна трговија да ги
регулираат на некој начин трговските односи со најблиските трговски партнери. Сега, зошто не се споменува? Веќе одамна имало многу и иако јас морам да кажам дека сум за Светската трговска организација, нели тоа го ние сме растени со таа доктрина на либерализација, сме ги гледале придобивките од развојот и на глобализацијата и на таква слободна трговија. Не е трговијата слободна, но во смисла либерализирана и фер. Така што ова е проблем посебно за малите земји. Посебно за малите земји затоа што вие оставете Америка која што може да преговара. По малите земји не можат да преговараат, немаат преговарачка моќ за да преговараат. Ние ги превземаме условите што ќе ни ги дадат останатите. Ме разбирате? Тоа така е во меѓународната трговија, значи имате прайсмейкери и прайстейкери. И сега која е моќта ние како Македонија со секој трговски партнер да преговараме? Затоа функционирањето на Светската трговска организација беше поволно, да кажеме, за тие земји. Не можам да ја нивелирам и целосно да ја исклучам, значи функционирањето на Светската трговска организација, затоа што сега во јануари излезе истражување кое што покажа дека всушност 83% од меѓународната трговија се одвива согласно МФН правилата. МФН правилото што значи принципот на најповластена нација. Значи, иако има и договори и сите тие аспекти и трговска војна постоеше, значи земјана е предвид трговската војна меѓу САД и Кина, сепак, значи, земјите разменуваат по принципите кои што се поставени со оваа организација. Принципот на најповластена нација. Што значи, ако царинската стапка моја кон оваа трговска земја е 10%, тоа ќе биде за сите подеднакво. Сега, ова однесување е комплетно спротивно на тоа погазување, непочитување. И што можам да кажам? Членките имаат право да се жалат. И се жалат, мислам, покренати се спорови во рамките на Светската трговска организација, но видете, тоа е организација на земјите членки. Таа ја движат земјите членки. И самите се сакаат да се членки и треба да сакаат да ги почитуваат правилата. Ме разбирате, никој не може да ги натера. Но од искуство досега ќе му споменете ли на Доналд Трамп проблем што е од меѓународната правна архитектура, тој вели добро поизлегувам од таму. Добро ќе напуштам Париски договор за клима, добро ќе напуштам Светска здравствена организација, добро ова повеќе нема и ми се чини дека таа задршка, еве да не ја споменуваме уште една од организациите за кои ќе рече не, ова е мојот пакет, ова е на маса, ќе преговараме поединечно, Светска трговска организација не ме интересира, затоа што меѓу другото токму поради Соединетите Американски држави механизмот за решавање на спорови или телото во което може да се одвои поради неноминирањето на член е всушност блокирано за да ја извршува својата функција. Претпоставам дека со партнерите сега ќе пробате да проверите гласовите што доаѓаат од македонската влада се некакво навестување дека нема простор за паника, знаат за ова подолг период, се подготвуваат за одговори, што веројатно асоцира дека ние сметаме дека во таа мала графа на директен извоз ќе ги испегламе работите. Но нашиот поголем проблем веројатно ќе зависи од тоа колку и што Европската Унија ќе испреговара и на кој начин ќе може да речеме за почеток да го заштити ова што буквално денеска стапи на сила, тоа се 25% царини за автомобилската индустрија која директно ја погодува веројатно најмногу Германија, индиректно нас, како најголеми извозници, 50% од нашиот извоз е за автомобилската индустрија и бројката е фасцинантна на луѓе што овде работат во таа индустрија, околу 35.000, што не е секако за подценување. Пред да почнеме со емисијата, малку се обидовме да размениме што велат правилата и како ќе преговараат условно блоковите. И сега е нејасно како Европската Унија би стигнала до внатрешниот консензус за тоа што како официјален Брисел ќе преговара со Вашингтон. Различните реакции или нијанси кои може да се видат од Италија, Франција, Унгарија, упатуваат дека патот внатрешен во Европската Унија до консензусот што е нашата позиција всушност ќе биде најтешкиот пат. А ние ќе бидеме во чекалната затоа што тоа е зависноста на нашата економија. Дали во овој момент тоа е најважната работа која треба да видиме како ќе се реши? Едно е ова царина од 20% кон Европската Унија и како Европа ќе се
постави визави Соединетите Американски држави на таа тема. Бидејќи тука е потребен консенсус, кажавте некои од земјите, јас би ја додал и Ирска. Ирска, според големината на земјата и отвореноста на нивната економија кон Соединетите Американски држави и вредноста на нивните инвестиции таму, мислам дека реално гледано, најтешко би прифатила лесно да воспостави некакви царински тарифи кон САД. А ако мора да има консенсус, дали сите земји од Источна Европа или од Јужна Европа, исто би размислувале на оваа тема, како што би размислувала Германија, Франција и слично, навистина не знам колку лесно ќе биде тој консенсус да биде воспоставен, бидејќи иако Европската комисија формално преговара, мора да има консенсус од земјите членки. Но она што го кажавте за автомобилската индустрија, тоа е специфично и тоа не се однесува само за Европа. Таму е 25% за сите производители за сите. надвор од Соединетите Но само да кажам една работа. Јас реално гледано минатава вечер од кога заврши говорот на Трамп, може би спиев сат и половина, бидејќи читав или гледав што се случува на различни места и кои се коментарите. Нов Зеланд, например, премиерот кажа, добро, 10% можеме, со тоа ќе живееме, бидејќи не сме најпогодени и не е никаков проблем. И Австралија има иста таква царинска стапка. Потоа може да ги гледате, значи како што почна да се разденува на истокот, потоа Јапонија и Кореја. Јапонија има тарифна стапка од 24, а Кореја од 25%. Автомобилската индустрија во тие две земји, огромниот извоз кој го имаат без разлика што Toyota како бренд е најголем бренд кој се продава во САД, голем дел, над 40% од возилата се увезуваат од Канада или од Јапонија. Сега, како тие ќе се постават? Ако тие креират некакви контрабариери, што некој би рекол, да, точно логично е. Но сега, што се случува во тој дел на далечна Азија, тука ги имате во нивниот комшилук е и Пјонгјанг, е и Пекинг. Америка може да се постави од гледна точка добро, но сега сите оние сигурносни гаранции кои ние ви ги даваме, на кој начин, значи ова сега нема да биде чиста трговска математика или економска логика, туку ќе има и сигурносен аспект и мислам дека секоја земја многу добро ќе ги преиспита начините како ќе и можеби ќе биде внимателна колку брзо и како ќе реагира и ќе се користат друг вид на дипломатски или било какви канали на преговарање за да се најде најсоодветен принцип. Но автомобилската индустрија. Сега ќе направиме пауза за реклами, па ова би сакала малку подетално, сакам да дадам повеќе време на тоа. Пауза за реклами. Брзината со која американскиот претседател си ги оценува своите извршни наредби, денеска е срочена, да речеме, операцијата е завршена, пациентот преживеа и одлично закрепнува. Од се што е на сила се буквално неколку часа од извршната наредба во однос на 25% царина за увоз на автомобилите, сите што не се произведени во Соединетите Американски и на компонентите кои се користат за возилата кои ќе се произведат во Соединетите Американски држави. Сега тој целиот пакет. Дека цел ден се обидуваат, предпоставувам, и другите влади да исчитаат, но главно во преден план медиумите. Има ли во ова некакви геополитички пораки? Зошто не се на листата Белорусија, Русија, Северна Кореја? Апропо тоа што пред малку го зборувавте дека кога ќе се разговара тет-а-тет, веројатно ќе бидат поставени некои други прашања во кои Трамп има сосема други бројки. Колку чини вашата сигурност, колку чини операцијата во Украина? Не е лесно да создаде уште многу милиарди во таа приказна. Од друга страна, овдека сега не се Канада и Мексико, не е ниту Куба, и сега тоа е денобит да се исчита некаква друга, повеќе политичка порака, иако портпаролката на Белата куќа вели дека поголемиот дел од нив инаку се под санкции, би било безсмислено да се најдат во овие нови мерки на американската администрација. Што вие, еве да го отпуснеме разговорот за автомобилската индустрија, што вие сега во овие околности како
компании од Македонија, вие сте во Костел, би им кажале на вашите гасти кој е нашиот пат, што да правиме? Логиката вели дека одлуките најверојатно не може да се носат во Македонија затоа што таа ќе ги трпи последиците, но реално не може да ги носи одлуките и дека тие веројатно ќе доминантно таму каде што извезуваме ќе зависат од тоа може ли воопшто да преговара Европската унија особено за оваа тарифа за автомобилите и како тоа ќе ги одреди последиците во земјите кои произведуваат компоненти за автомобилската индустрија. Апсолутно ова не е во нашите раце, овдека ти ни како компанија, нити како држава. Она што значи 25%, коментарот од Трамп беше дека во Соединетите Американски држави царината за европски возила беше 2,5%, додека 10% беше царината за американски возила за европскиот пазар. Прво е колку од американските возила, како американски брендови, се соодветни за европскиот пазар според габаритот, големината или пак потребите на европските потрошувачи. Второ, најголем извозник на возила од САД не е американски бренд, туку е BMW. Најголемата фабрика на BMW во светот е во Јужна Каролина. Сите оние поголеми sport utility vehicles или по наше джипови на BMW, поголемите се произведуваат таму и тие се продаваат во цел свет, меѓу кои и Европа. Со овие 25%, Германија, прво, Европската унија минатата година извезе околу 39 милиарди евра вредност на возила во САД. По број на возила Европската унија не беше најголем извозник. Мексико, Јапонија, Кореја се поголеми извозници. Дури Канада. Но по вредност, бидејќи тоа се пред се премиум производители, тука е Европската унија. 73% од тие возила од Европската унија се германски. И тука влегуваат три бренда. Volkswagen, групацијата, Mercedes и BMW, а во Volkswagen групацијата влегуваат премиум производителите Porsche и Audi. Сега, секој трето Porsche произведено во Европа се продава во Америка, бидејќи тоа е нивниот најголем пазар, секој 600 BMW се продава во Америка. Дополнително тука влегува и Volvo, иако тоа се произведува во Шведска, формално е кинески бренд, и британските производители пред се Range Rover, каде што Америка има најголем пазар. Според анализите на Германската автомобилска асоциација, од тие 28 милиарди евра кои Германија ги извезува, потенцијалната штета која се планира за оваа година, ако ова остане вака и не се смени, ќе биде 11 милиарди евра за Германија, а Европа може да изгуби 30.000 работни места од автомобилската индустрија оваа година заради овие нови тарифи кои се воспоставени од страна на Трамп и неговата администрација. Што тоа значи за нас како Костел или за компаниите кои работат тука? Ако нашите клиенти во Европа се премиум производители на возила, каде што тој специфичен модел се продава во Соединетите Американски држави. Секое возило ќе претрпи, ако е увезено од Европа, ќе има зголемување на цената, ако се продолжи како што е, зависно од моделот, од 4 па може и до 16.000 долари. Тоа е драстично зголемено и дали и кој тоа ќе го абсорбира. Она што се случи предпладнево со Volkswagen е дека Volkswagen ги стопира сите оние тргнати пратки од Мексико, од нивната фабрика во Мексико, и Volkswagen и Audi се произведува во Мексико, како и од Европа, тоа значи пред се Porsche и Audi од овдека, и до 15 април ќе разгледуваат што и како да направат, а до крајот на април ќе воспостават стратегија за ценовна стратегија, бидејќи 25% е неможна маргина која треба да ја абсорбирате за да останат цените исти. А бидејќи тоа се производи кои безмалку се тргнати за влесите. А овие царини влегоа во сила од 6:01 минута Сабајлево по европско време, односно веднаш после полнок по американско време. И сега вие немате можност како да ги смените цените во сите ваши кај сите ваши дилери и слично. Сега, зависно од моделот за кој ние работиме
кон Европа, како компании. Ова не се однесува само за Македонија. Било која земја во Централна, Источна Европа, Западна Европа, Северна Африка, Турција, кои произведуваат компоненти за европските брендови, може да бидат афектирани. Бидејќи ако 30.000 работни места се афектирани само во Европска Унија, индиректно и ние како не Европска Унија може ова да влијае на намалување на побарувачката. Сигурно, без разлика што Порше е премиум бренд, дали секој би купил под новата цена исто толку возила, јас предпоставувам дека не. И таму постои сензитивност за цената, или некои луксузни италијански возила или слично, така да тоа може да креира намалување на нарачките кон нас, што значи намален обем на работа, намален извоз од Македонија кон Европа, без разлика каде ова возило се склопува пред да се извезе таму, и тоа може да влијае директно кон бројот на работните места, бидејќи ако намалите една смена или ако немате оптимизација на производството, ќе треба да го адаптирате се тоа. Госпоđo Трпчевска, има институти кои разгледуваа варијанта А, варијанта Б, затоа што сега тој опсег како да го предвидите Доналд Трамп е прилично растеглив. Од прифатливата варијанта до можеби екстремната, која велат никогаш не треба да биде исфрлена од игра. Ова е некаква комбинација помеѓу екстремното и пристојното. Велат, вкупните трошоци за економијата можат да се бројат во трилиони долари. Некој пресметал дека 1,4 трилиони долари, значи 1400 милиарди може да биде загубата на остатокот во рамките на ова операција. Ако ништо се согласуваме некако не може да биде за еден месец, не се испегла во оваа приказна. Ова е ситуација која јасно покажува дека малите отворени економии, фрагилни на секое поместување, некои од резултатите на македонската економија покажа дека дури и вирозата само на германската автомобилска индустрија без овој напад од 25% покажуваше тенденции кои брзо овдека беа преведени кај партнерите во некакви одлуки, некој дека ќе си оди, некој дека ќе го намали производството, затоа во таа смисла ваква шокова ситуација веројатно ќе ги забрза проценките. Дали кога зборуваме за друг поглед на таа слободна трговија, избор за кој зборува Мизо, ќе отидете во Мексико, таму ќе ги производувате, ќе ги пласирате на американскиот пазар, беше некако востановен модел на избор и потрага на најдобрите места од каде што можете да се концентрирате и произведувате. Може ли сега една администрација да ви го поедноставува тој инвестициски циклус и да ви рече немате баш избор што да размислувате, одлуката е проста, дојдете кај нас, 0 царини и тоа е изборот. Тоа не е едноставна операција да ја донесат дури најголемите во одлука, иако председател Трамп веќе објаснува колку тоа веќе оваа година ќе стигне од некаквите најави што, да речеме, дури и Toyota ги спомена како можност да инвестира директно во Америка. Да, па тоа е, мислам, и најголемиот проблем, затоа што ќе се, со царините ќе се соочите, ќе поскапат цените, ќе има реперкусии и слично, но очекувањата или вака објаснувањето на администрацијата на Трамп е дека тие се погодени, дека нивната национална безбедност е сега погодена. И идејата е, нели, да. Добро, разбирате дека и тоа е единствениот начин за исклучок од правилото или од врските превземени во Светската трговска организација. Сега кога се не подностива леснотија, тоа ќе го прогласите како прашање националната безбедност. Да. И сега, го слушав вчера. Звучи прилично балканско читање на прописите. Ние сме мајстори за тој тип. Тоа е тоа, да, така беше минатиот пат, еве сега е така. И сега вистина кажува дека идејата е дека инвеститорите ќе дојдат и треба да ги отворат фабриките да работат во Америка. За мене, мислам, чудно е, илузорно е и не може на инвеститорите или на бизнисмените да им кажете каде да инвестираат пари. Најголем проблем е сега што неизвестноста. Мислам, еден збор што сега се спомна постојано, тоа е неизвестноста. Значи, неизвестноста посебно со која што се соочуваат бизнисмените. Значи, не знаат каде да ги донесат своите одлуки. Оти видите, царините се тука, нели ќе дојде стоката на граница, ќе се царини, нема да се царини, помалку ќе се нарача и слично.
Меѓутоа, што ќе прават инвеститорите и кај ќе ги вложуваат своите пари? Многу е неизвестно и не верувам, мислам стварно ми изгледа нелогично дека некој ќе се врати баш така и толку лесно во Америка да произведува. Затоа што тие целиот систем беше направен така. Го видовме Брајан од Детройт, кој што токму тој сон го сонува, кој што тие појаси, раст појаси што ги кажуваат во Америка, од каде што имам доста гласачи, каде што стварно била порано автомобилската индустрија доминантна, меѓутоа тоа е, како да кажам, во историја. Мислам, останато и сега автомобилската индустрија однесена на секаде низ целиот свет. Таму каде што е најевтино и странскиот инвеститор каде што може да ги донесе компонентите, да ги склопи, да го направи автомобилот, да го извезе. Ретко која компанија автомобилска, без оглед на тоа од каде потекнува, го произведува целото возило во својата земја, нели произведуваат на секаде низ целиот свет, каде што им е најевтино. Тоа е таа глобализација. Тоа ни го зборува последниве 50-60 години, дека идејата е да ги црпите суровините од каде што се наоѓаат, од каде што е поевтино и таму да го склопите производот. Јас не верувам дека ќе може и самата дисперзија на партнерите кои учествуваат, значи не е само фабриката дека вие таму ќе го произведувате Volkswagen, туку тоа е еден цел дисперзиран круг на добавувачи кои буквално се вика глобален синџир на снабдување, ние така модерно го кажуваме, нели сега после актуелно сам се зборува постојано и ова ги нарушува синџирите на снабдување, мислам. Тие се веќе нарушени со пандемијата, со сите аспекти, но ова дополнително прави проблем и вистина не верувам, можеби некој ќе инвестира, не векам, не. Меѓутоа, дека сега толку многу, затоа што, гледате, треба да ги платите тие работници таму. Американската работна сила не е цената како што е на таа во Мексико. Значи, не е конкурентна, мислам. Не за многу производи, апсолутно не. За некој да, значи за некој да. Не може да за сите и вие вештачки да кажете, оти никогаш не биле добри тие решенија кога државата се меша и кажува сега тоа ќе го произведувате. Или имате конкурентска способност, или немате. Но има начини како може да ја стекнете, меѓутоа деиндустриализација, тоа не е работа од овој век. Работа на овој век се услуги, технологија, мислам, во тие други гранки каде што тие се исто хегемони, мислам, стварно владеат со светот. Веројатно на светската економија не е лесно после само 5 години од ковид шокот кој однесе во рецесија, сега да е поплашлива е, се уште не е опоравено од афтершоковите од таа криза. Некои од правилата кои што беа апсолутно прекршени поради јавната пенетрација во приватното после финансиската криза 2008 и 2009, сега некако како да се правило кое ќе треба да се живее. Докаде ги спружува рацете државата, дали е кога само треба да спасува или некогаш кога таа ќе одлучи, како во оваа ситуација администрацијата на Трамп, која би сакала со вакви лекови или вакцини да го реши сиот напластен проблем. Големиот јавен долг, трговскиот дефицит, како и високиот буџетски дефицит на Соединетите Американски држави. Ако оваа ситуација со администрацијата во Вашингтон остане ваква, кога зборуваме за автомобилската индустрија, во овој друг дел на светот условно, за што зборуваме? За голема победа на Кина? Тоа е многу добро прашање, бидејќи овде гледаме дали ова значи дека светскиот систем на глобализација со ова значи дека имаме сега така наречен decoupling или деглобализација, бидејќи зборуваме од една страна е Америка, од друга страна е Кина и сега е оставено на земјите да одлучат како и со кого. Сето на што и пред короната, но многу повеќе за време, веднаш после короната се разговараше за nearshoring, или каде што производството треба да биде поблиску до крајниот пазар, за да се намалат сите тие потенцијални ризици од тие ланци на снабдување. Но во автомобилската индустрија има еден друг момент. Минатата година Кина имаше домашно производство од околу 32 милиони возила, од вкупно глобално продадените 88. Но Кина има капацитет за 45 милиони кој не е искористен. Кина во моментот без разлика 50% од нивните возила се електрични, тие
80% од сите електрични се произведуваат во Кина, без разлика дали се кинески или не кинески брендови. Прашањето е, производството на возила таму, вклучувајќи нивните субвенции, е многу поконкурентно од било каде во светот. Дали ако Америка се изолира за кинеските возила, кои се случи пред ова, пред вчера, Кина рече, добро, има таму потенцијал можеби, за ова веќе има написи и анализи, можеби 3/4 од светското производство на возила може да се концентрира на едно место во Кина за целиот свет. А американскиот пазар, кој е некаде 16 милиони возила пред вчера, сега ќе видиме како со новите цени, тоа е некаде 20% од светскиот пазар, кај рече Кина, добро, ние американскиот пазар го оставаме, не сме таму добре дојдени, но на остатокот од светскиот пазар ние имаме толку поголема конкурентност и ќе правиме концентрација и Кина ќе стане не дека не беше во многу работи, тоа гледаме дека последните неколку години се случува да се оттргне од да биде светската фабрика за било кој производ, дали тоа ќе стане таму. Ова е многу соодветно за многу земји кои зависат. Германија е производствена земја, таму не се услугите, туку производството. Хардверот е многу поважен од софтверот. Америка е услуги, не е производство. Како што кажа професорката, во извозот. Во извозот и во нивната контрибуција кон бруто домашниот производ. Да сме реални. Сите знаеме за Боинг како најголем извозен производ од Америка, но и Боинг, знаеме со Боинг и Airbus со Светската трговска организација, зашто се тие спорови, дали тоа е субвенционирање преку договори за наоружување и на кој начин тоа се субвенционира во Америка спрема во Европа како европските земји го субвенционираат Airbus. Но се друго што е американско, услуги, Microsoft, Google или слично, дури McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, тоа се друг вид на производи. Тоа не е произведено во Америка кое се извезува, тоа се претежно или услуги или McDonald's. Имаме ресторани низ цел свет, тие се најголеми брендови во светот, но не се произведени од Америка за извоз. Многу е различна нивната структура од европската или од кинеската и заради тоа не само автомобилската, многу други од индустриите во светот ќе треба да се ребалансираат со ова. И јас можеби нешто контраверзно ќе кажам, но има земји кои ќе речат добро, на кој начин тој баланс, бидејќи она бројка што представи вчера... првите такви беа, или ќе најдеме рецепт како ќе се избалансираме? Како стигнавме до тој процент? Тука е, значи, трговскиот дефицит по земја, поделено со извозот, помножено со 0,5. И тоа е процентот, според американската статистика. Некој ќе рече, добро, ајде да почнеме да увезуваме американско оружје. Со увезување на американско оружје, одма тој баланс ќе го смениме и релативно брзо сите тие проценти ќе се сменат. А американско оружје значи американскиот воено-индустријски комплекс ќе произведува за остатокот од светот. Така да јас знам дека ова не е лесно, но знаеме дека во историјата многу пати се случило. Ама сега паралелно тоа се многу прашања. Европа велике се вооружува, сега е веројатно заднински битката сега како ќе се поставиме. Франција, Италија, останатите земји претпоставам не беше во предвид ако им вели Трамп остануваме во НАТО, но вие ќе мора да си ги платите сметките, дека овие баш токму мислат дека на ваков начин треба да го пеглаат дефицитот, ми се чини дека повеќе намерата беше дека земјите внатре ќе се договорат да потрошат малку повеќе кај своите производители за знаете по една формула. Нема да произведувате автомобили, но ќе произведувате нешто за воената индустрија. Ми се чини дека Македонија и така ќе може да се најде на мапата дека е некаков контрибутор за компоненти кој произведува за воената индустрија. Ќе направиме пауза за реклами, па сакам неколку прашања во однос на лепизите кои стојат на располагање на Европската унија. Професор Трпчевска, не е далеко од вистината дека ова е големата подготовка во многу аспекти на официјален Вашингтон за така наречената пресметка или нова војна со Кина, кој кого ќе загуби на радарот и дали во таа реминисценција што ја правеше председателот
Трамп со прилично неточности и ревизија на цел еден век, кој опишан, како се вели, изгледа како реалити шоу. Добар дел од аргументите кои беа користени во вчерашното образложение немаат никаква врска со точности и фактите на настаните, но дека се беше во ред додека Кина беше одличното место да се добие производ по ефтина цена. Кога таа стана актер во меѓународната трговија, сериозен партнер, дури до 2016 таа се третираше како Светска трговска организација како непазарна економија кон која до 13-та мислам дека беше тоа, 13-14, кога имаше таков статус посебен кој што ја третира различно, кон нејзе се однесува, бидејќи се уште не била пазарна економија и после тоа тоа помина времето и нели таков транзицијски период. Од тој притисок на кинеските цени се разбира ни понатаму нека има начин како да се справува европското копно, сега веќе не зборуваме за американците. Но што во целата оваа слика, ако не успеат преговорите, ќе донесе најавата за важниот пакет кој што во своите раце го има Европската комисија, така вели председателката фон дер Лајен. А понешто можеме да чуеме во најавите, да речеме, од портпаролката на француската влада, сега веројатно тоа е изборот од пониско ниво да се испратат пораките што се би можеле. Да речеме дека можат да бидат тангирани онлайн услугите. Тоа е тоа за што зборуваше Мисо, што може да биде сериозен удар. Може би најважниот поради тоа што тој ги доби 4 важни Джингис Кани од технолошките гиганти, беше нивните приговори за односот и казните кои кон нив ги испорачуваше Европската комисија. Тоа е можеби алката поради што беа одеднаш на инаугурацијата кај Трамп, затоа што има чувство дека еден одговорен претседател на Соединетите американски држави мора да ги заштити. Едно од најавите е дека кон таа сфера, таа е една од изборот на Европската комисија, каде сака да се постави и кого сака да тангира. Ова нема да биде мала болка, да речеме, освен дополнително и Илон Маск и неговите резултати во Европа за Тесла. И тоа што ме изненади во најавата е дека можеме да одиме на ригорозно законодавство кое ќе им забрани на американските компании учество во јавните набавки кои се финансираат од јавните пари на земјите членки на Европска унија. Тоа би било толку далеко и толку комплицирано, постојано навистина може да се рече сега нема враќање назад. Па може. Мислам, да, вистина се изјаснува дека Ова прилично долго се обидов да го опишам само со намера дали кога Европската комисија одговара имаме сосема доволен арсенал на контрамерки, можеме навистина да речеме и во рацете на Брисел не се малку алатки со кои може да одговорат. Арсеналот се води истрага и тоа ги почитува правилата на Светската трговска организација. Мислам сите земји освен Соединетите американски држави се води истрага во однос на тоа како се однесувала земјата членка и вие треба по правила да ја пријавите во Светската трговска организација дека нејзиното однесување не е во ред. Меѓутоа кога станува збор за вакви царини кои што се надвор од правилата, прават пресметки, значи истрагата да покаже колка ви се штетите, значи тоа се правилата, така секоја земја има законодавство и ние како земја членка и Европската комисија има такво законодавство, кој што ќе покаже колка ви се штетите, значи материјална штета да се докаже од зголемените царини што ги вовела Америка и сега ние треба да поведеме ретрозивни мерки или одбрамбени царини, како сакате кажете ги, не го знам превод, мислам преводот не го знам, retaliatory measures, но не можете буквално да го преведете, возвратни царини, одбрамбени како и да е. Светската трговска организација дозволува тие царини да бидат во различни сектори. Да личат на одмазнички. Одмазнички, тоа е тоа, да. Да, тоа е, можете така да ја крстите. Значи тоа е едната работа. Но исто дозволено ви е и во други сектори да враќате. Што значи едно од споменувањата што мислам дека сериозно може да ја разниша, да кажеме, Соединетите американски држави да ги разниша, тоа е дигиталните услуги, затоа што тие се лидер во продажбата на дигитално доставени услуги. Тоа се сите платформи што ги користиме,
Netflix и така натаму, кои што се купуваат насекаде во светот, а не се царинат, не се оданочуваат, не се гледаат, и електронската трговија не е баш така регулирано подрачје, и Светската трговска организација го има оставено тоа, односно членките не се согласни за тоа да се регулира. И тука се и сум гледала закани дека Европската унија се заканува дека тоа може да го регулира или да го оданочи или некако, затоа што видите услуга нема, на услугите нема царина, мислам тоа би било погрешно кога би кажале. Тоа е исто една работа. А ова што го велите со јавните набавки, исто секоја земја може да има право да одлучи на кого ќе дозволи во јавните набавки, дали ќе дозволи или не. Мислам, тоа може би, затоа што Светската трговска организација нема правила за јавните набавки, тоа е плурилатерален договор за јавните набавки, не е тоа во оние мултилатерални правила, но кога ги прекршувате сите правила, се нели во игра предпоставувам, затоа што и овој начин на однесување не е правилен, ниту методологијата е правилна, ниту Америка направи проценка на штетите дека еве имаше штета од Европската унија, па затоа и воведе царини, така што оправдано тоа што ќе одлучи комисијата, можеби ќе одлучи, може да воведе, предпоставувам. Сега не кажувам, не алудирам кон некоја мерка, да не бидам сватана погрешно, мене ми е најлогично кон царини, но ние никогаш како економисти или да речеме во трговија што се бавиме, не се смета правилно решавањето на погрешна трговска политика со друга погрешна трговска политика. Ама тоа е. Ги слушаме гласовите дека треба да се застане на топката, треба да се направат вистинските проценки. За оние кои што се големи играчи, тие веројатно звучат како повеќе увид во психолошкиот портрет на американскиот претседател, отиако британскиот премиер вели со ладна глава, одмерено, ќе процениме се. Без малку тоа звучи дека, знаете, Доналд Трамп, како и со Канада и со Мексико, може од сето ова да стане на крајот само покомплицирано, но ништо ефективно. За сега изгледа дека ќе биде така, пошто тоа го има тој привлечен момент на диктат на новите политики кои би ги донал сите на масата. Зборувавме за автомобилската индустрија, штети што не се во наши раце, ќе треба да ги сметаме. Дали неправедно всушност денеска во фокус немаме нешто што е тренд, а тоа се услуги што се вршат овде, без малку да таширано во Македонија, за потребите на американските компании, за нас потполно невидливи луѓе кои одовде продаваат кои се најчесто нашата диаспора има отворено такви компании кои се за компании од транспортниот сектор, логистика или слично, каде што услугите се овде, односно овдека се врши дејноста, а услугите се наменети за американскиот пазар. И точно, тука треба да се увиди, ова што кажавте, дали и како тие услуги ќе поднесат, зашто 33% на тоа ќе значи дека конкурентноста драстично ќе биде намалена, бидејќи тоа ќе чини многу. Македонската диаспора ќе ги пресели во Албанија, тие се сега без оглед што е македонска диаспора, ма ако бркате како се вели да уловите подобар процент. Добро, но само иронизирам, мислам, затоа што се луда скоро. Не дискутиравме многу директно афектираната локална економија, но најголем извозен производ од Македонија кон Соединетите американски држави се автобусите на еден странски инвеститор, белгиско-холандски, потоа втор најголем производ е тутунот, исто така тоа од странска американска компанија пред секоја работи кај нас, потоа има некои електронски компоненти, тоа се некои компании кои работат кај нас, исто странски инвеститори, и потоа тука е виното и другите прехранливи производи, ако не се лажам, постои и некои чаеви кои се извезуваа од страна на алкалоид. Така да треба да се види, но тука има и производство на оние специјални колички кои се користат на аеродроми, кои се произведуваат во Штип за американскиот пазар. Добро, значи ли тоа дека сега како ловам точна логика, треба да се види како автобусот на Ван Хол не е европски, туку веројатно влегува во оваа наша бројка во која произлегува дека Македонија има суфицит во јануари, да речеме. Разликата, според барем она што го видов јас, не навлегов многу длабинска анализа, но разликата помеѓу
нашата статистика и американската статистика околу трговските текови, може би е како целосно тој производ, автобусот, се зема за македонски производ, кој директно е извезен во Америка, или поради начинот да тој автобус преку Белгија оди на брод за источната обала во Соединетите американски држави, дали тој автобус е македонски производ за таму или има некоја потенцијална доработка од некаков вид во Белгија и потоа е белгиски производ, а во нашата статистика тоа е извоз кон Белгија, а потоа Белгија кон САД. Така да таа разлика може да влија и на, не можам да кажам како, но сигурен сум веќе овие компании ги разгледуваат потенцијалите бидејќи тоа е крајен производ. Ние како автомобилска индустрија, нашиот производ не е крајен, влегува на друго место и одлуката е дали ќе имаме побарувачки или не. Но кај автобусот како крајен производ различни се математиките и потребите за брза анализа. Само кратко, прочитав денеска прилично реакции од наивното толкување, па нели бевме првите до вас, нели влеговме во внатрешниот круг, нели сме од периметарот, зошто не лажевте, зошто ние 33, Албанија 10, Косово 10, добро, тоа се разбирливи афектации. А односите на САД и Јапонија се, мислам дека поблиски од многу други земји, па и тие имаат 24% царина, така да не мислам дека ова е формулата е таа што ја кажавме. Добро се. Не сум сигурен дека некој кажува. Да речеме дека Лутник веројатно знае Македонија, затоа што меѓу другото беше овде. Тоа е човек кој што е генерално задолжен за таа голема книга што ние покажуваше, Трамп, и веројатно е добро дека имаме човек кој и дури бил во Скопје, па можат, како што вели нашата влада, имаат конекции со администрацијата, полесно да се разберат всушност за кои проблеми зборуваме, затоа што денешниот почетен шок беше како е можно ние да сме во суфицит со Америка, кои податоци се земени, бидејќи минатата година ние сме дефинитивно во дефицит. Како ние или како нивната царинска администрација ова го третира, но сепак САД е за нас 1,5% и од извозот и од увозот. Така да, ако ја гледаме таа скала на изложеноста, ние имаме директна мала изложеност. Многу мала изложеност. 1,4, некако се обидов денеска да проверам, пондерираната царинска стапка е 1,18, нашата применета, видете, едно е што е обврзувачка, друго е применета. И затоа има разлики во сите тие. И гледате колку е применетата, значи толку е од царине, толку е оптоварен тој увоз, што е ништо, мислам, минимално. Ова е за првиот ден доволно, претпоставам дека ќе биде малку подолг процес. Уште ни 24 часа не помина. Ќе дознаваме до прва деталја, можеби ќе го видиме начинот. Интересно за Македонија, имаше една анализа што ја гледав, интересно е затоа што вели се зависноста или влијанието ќе биде од новите царини во согласност со зависноста на земјата од Америка. И за секоја земја е пресметано колку време ќе им треба да се вратите во нормала, и за среќа да речеме кај Македонија, бидејќи е мала зависноста и плюс добро, кај нас извозот доста влијае врз БДП, меѓутоа моментот дека можеме да најдеме други пазари излегува дека во 2025, значи веднаш може да се опоравиме доколку нашиот извоз што дел во Америка оди на други пазари. Ама зборувам за нашиот извоз, вистина. Добро, ама ние потрошивме цела емисија дека нашата болка не е тоа, туку нашата болка е индиректниот проблем кој што кај нас ќе се излека реално не можеме на тоа да влијаеме. Не може. Али автомобилската индустрија и тие другите инвестиции тие ќе трпат сигурно, што се поврзани со Европската унија, тие ќе го имаат најголемиот. Ви благодарам што вечерва бевте мои гости, почитувани. Ова е крај на Вин-Вин. Вие останете на фреквенцијата на Телма телевизија, гледајте ги вестите во 20:30. Пријатно.